Добар ден, почитувани, студио 10 на телевизија 24. Почнуваме со нов формат, изборен во студиото на телевизија 24. Денеска дебата за градоначалник, кандидат за градоначалник на општина Аеродром. Почнувам веднаш со представувањето на кандидатите. Од лево кон десно, Александар Трајановски, СДСМ, Маријан Димитриев, Левица, Добар ден, Дејан Митевски, ВМРО ДПМН, Добро утро. И Владимир Михајловски, ТМРО. Независен кандидат. Добро. Во ДИК се уште стоите така како ТМРО за тоа Техничка подршка. Во ред. Правилата ги знаете. 2 минути имаме за говор, 1 минута реплика и 1 минута контрареплика. Да бидеме парламентарни, да го почитуваме ова правило за граѓаните да имаат се појасна слика кога ќе заокружат на 19 октомври. Да почнеме со вас, како што ве најавив, загадувањето на воздухот е еден од најголемите проблеми во Скопје, би рекол најмногу во Аеродром. Како ќе се реши? Повелете. Иле, прво поздрав до гледачите на TV24, поздрав до моите конкуренти. Еве веќе ја можам да кажам слободно, некои 3-4 месеци сме на терен. Уште пред да биде објавена мојата кандидатура, така да со голем број на граѓани разговараме. Секојдневно сме во комуникација и можам да признам дека голем дел од нив се жалат баш на овој проблем на загадувањето. Тоа е, знаеме дека е повеќе децински проблем, не е загадување од денеска. И бара стратегија, државна стратегија, решавање на проблемите етапно, стратегиски, така да од тој аспект мислам дека све што ги тангира граѓаните на Аеродром, градоначалникот и да нема ингеренција во тој дел, треба да излезе и да разговара со нив. Така. Јас сум на тие протести, па да ви кажам, скоро секој ден. Тоа се, таму можам да кажам слободно, 99% независни граѓани кои не се политички определени, кои се борат за правото за воздух. Нешто што ни смета на сите нас. Имаше проект еден, уште во наше време, кога беше Златко Марин градоначалник, тогаш беше оформено на предпријатие за сакам да кажам, европска поддршка. Тук имаше една компостителна станица веќе реализирана, која со промената на власта, локална, беше запрена. Знаеме што е компостна станица, значи преработување на органска ѓубре и го претвара во хумус, нешто што е по мене круцијално во вакви случаи. Зашто го зборам тоа? Затоа што знаеме дека тоа органско ѓубре може да биде само запаливо. Со таа компостна станица не само што ќе го собиравме тоа органско ѓубре и ќе го претвориме во хумус, преку тоа тоа ѓубриво ќе го искористат и граѓаните, значи и за зазеленување на површините. Нешто што беше нови 2 минути за да го заокружиме оваа тема, да го дадеме зборот сега на представникот на Левица. Така. Јас све што слушнав сега не слушнав како тоа ќе се реши. Загадувањето во Аеродром има два аспекти. Прво е, едниот аспект е каде има ингеренција, општината ингеренција тоа да го направи, а вториот аспект е индиректната ингеренција што може да ја направи. Кај директната ингеренција, да не забравиме дека ние се уште имаме депонии на територијата на општина Аеродром, збориме за депонијата железничкиот мост во Горно Лисиче. Од тој аспект, таа депонија, постапувањето на функција на градоначалник ќе биде исчистена и ќе биде заградена и со видео снимање. Од аспект на таа индиректна надлежност на општината Аеродром и како има што да направи градоначалникот, ја го слушав Дејан во некој интервју како збореше дека општина Аеродром е единствената или прва општина во Македонија што поднела кривична пријава против непознат сторител за загрозување на здравјето на граѓаните. Затоа ние немаме решение на овие прашања, затоа што не адресираме одговорноста таму каде што треба. Прва работа што ќе направиме, поднесување на кривични пријави против одговорните лица за непостапување по службена должност во општината Газибаба, град Скопје
Министерство за животна средина и пазарниот инспекторат. Мора прво да ја адресираме одговорноста чија е ова. Не може да дозволиме у 21 век ние да дишиме загаден воздух, луѓе за 10 години треба онкологија да отвориме ние у аеродром. Децата наши канцер ќе фатат. И сега ние ќе се препукуваме цел био надлежноста, кривични пријави за непостапување по одговорност. Тоа е нашето решение со кое што ќе постапиме во однос на Вардариште, а тука да не забораваме дека и Усие. Иста ситуација и со Усие. Значи Скопје е најзагаден град у Европа и у светот. Општина аеродром најпогодена. Жителите на Ново Лисиче и на Реонски, значи буквално се гушиме у канцер, не можеме да отвориме прозор. Тие работи мора да застанат, ќе ставиме крај на ово лудило. Мицевски повели. Благодарам, председ, добро утро. И поздрав до гледачите на телевизија 24. Во однос на решавање на проблемот со загадување, морам да кажам дека е комплексен проблем и има повеќе причини за загадувањето. Предпоставам дека сме единствената политичка партија која што има програма изработена и која што ќе понети пред граѓаните. и ние програма како Ве само молам вие. се, Само да не се навлегло, и може со реплики да одиме после. да задржиме само едно ниво на дебатата. Предвидуваме решавање на еден аспект од загадувањето со изградба на топлификациона мрежа, проект со владата на Република Македонија за изградба на гасна когенеративна централа и развој на 110 км топловодна мрежа во Насаво Лисиче, Горно Лисиче, Долно Лисиче. Со што ќе отстраниме во наредниот период еден дел од причините за загадувањето. Предвидуваме изградба на нова сообраќајна инфраструктура, нови поврзувања, кои што ќе го олеснат сообраќајот и ќе го намалиме делот на загадувањето од возила кои што се предизвикува и конечно предвидуваме решавање на депонијата Вардариште, заедно со градоначалникот на градот Скопје, имајќи предвид дека ни е неопходна поддршката од градот Скопје, за да можеме да конечно изчистиме таа депонија, да изградиме еден нов парк и таа депонија да остане минато, а новиот парк да биде символ на тоа дека ги слушаме граѓаните, се бориме заедно со нив и предвидуваме, односно имплементираме решенија. Во минатото сите локовни избори до сега, така да е ново Ке имате реплика, ке имате би замолил да го задржиме нивото, да ако е ке имате право на реплика. колегата нервозен, нема потреба да го изразува тоа на оваа емисија. Нема потреба да лажете. Би замолил да го добиам времето кое што ми е отстапено. Покрај тоа, значи, еден од загадувачите, односно причините за загаден воздух во минатото беше изградбата на многу нови згради. Во овој мандат, овие 4 години, споредбено со претходните 4 години, бројот на издадени одобренија за нови згради е намален за 83%. Ниту една зелена површина, ниту едно дрво не е исечено за изградба на нови згради, а бевме сведоци во минатото како се сечат и дрва и се уништуваат зелени површини, а тоа е типичен пример делот кај Мајчин дом. Забранивме изградба на асфалтни бетонски бази, донесовме одлука на Совет и во наредниот период ќе проложиме во таа насока да водиме грижа за намалување на причинителите за загадување. Михайловски, твоите 2 минути. Добар ден на сите гледачи на ТВ24. Околу прочистување на воздухот, ја тука покрај тоа што имаме слична нели со гасификација на аеродром идеја, тоа ќе го добијат граѓаните во програмата што ни е печатена и ќе им фиша им е поделена. Тука би спомнал дека во аеродром повеќе страда од околината отколку самата општина што влија за загадување на воздухот. Тука колку и не ја да збориме, ако институциите не се ја вршат работата, ние немаме многу тука надлежности, колку што знам ја, пошто не сум во општината нели уште. Да го би бил градоначалник, тука би дошол на идеја да ги вратам, еве би го спомнал тука проектот на Борис Трајанов, господинот, за Скопје што го правеше, со масовно пошумување на аеродром, значи со масовни дрвореди, обновување, доста дрва се, нели, веќе, пошто аеродром е веќе постара населба, веќе 5-6 години. Треба да се обноват, паркови тука исто би спомнал, значи против загадувањето биделе на тој начин, со тоа што и би ги зголемили субвенциите околу електричниве инвертер клими уреди, каде што нели во аеродром оној
простор каде што се куќите или да речеме кај што нема уште гасификација или топлификација доведено би ги свеле на да граѓаните ги би мотивирале да ги заменат со инвертер кливи. Тоа би било Добро. Реплика имавте? Реплики имам. Така? Вага. Поведете. Може прво јас. Пошто Прв побарам. ја пусте прв дигна прака. Ајде договорете се да не судам Ајде ќе почнеме ја прв. Ајде, Па прв побарам. Ајде. Значи, од празни ветувања ние преку глава. Ако се сеќавате, има едно видео каде што функционерот ВМРО шета на Вардариште, и тоа жител на аеродром, и мафта пред 4 години уште дека ќе го среди Вардариште. Вардариште не е помрднато 4 години ни милиметар. Така да мислам дека народот и граѓаните на аеродром доволно гледаат каква е ситуацијата. Кога збориме за градење на згради, ваш кандидат од ВМРО 2013-2014 година чинам имаше издадено над 50 одобренија за градење на згради. Трето, сакам да кажам, зборев со експертот што има решено депонијата во Прилич во Чачак. И она кажа дека, експерт збориме, дека 10 години минимум треба да се среди депонија, со тоа што на тоа место да се гради парк е лудо. Поготово каде што ќе играат деца. Така да, тоа се пригазди за мали деца. Реално мислам дека тешко да ќе поминат негде. Добро, Дмитриев повеќе. Ја морам да кажам дека 30 години ги слушам истите работи. Значи, претходниот мандат градоначалникот на Гази Баба, моменталниот и тогаш кандидат за градоначалник, ветуваше дека ќе го среди. Уназад секој градоначалник од ВМРО, дали од ВМРО, дали од СДС, ветува дека ќе средат. Луѓе, кажете ми дали нешто е средено у државава. Значи, то не е од година у година. А кога градоначалникот збори за зголемување на зеленилото, од 22 до сега, за овие 3 години, на јавни набавки има истрошено 62.186 денари за купување на садници. Значи, само 1000 евра општината има потрошено за купување на садници. Ете, толку се грижат за здравјето на граѓаните и за ново зеленило. Ветуваа во нивната програма 100.000 метри квадратни парк. Дали вие некаде го гледате тој парк? Нема ништо од тоа. Ветуваа велосипедски патеги за заштита, за да се намали загадувањето. Буквално ништо не е направено. Доста ни е со лажине, дајте да се разбудиме. Време е за промена, време е да покажеме како во аеродром ќе направиме функционална и модерна општина. Митевски повеќе со контралепли. Благодарам. Прво ќе се вратам на проектот за компостарата. Одлична идеја, меѓутоа сомнително реализирана. Како општина веќе добивме пресуда од судот, каде што треба тој на кој што му исплатила општината 8 милиони денари да ги врати во општината, зашто не го реализирал проектот. Ете, така ги реализира претходно проектите. 8 милиони денари исплатила општината на некого за фиктивен проект. Зашто не е реализиран проектот? Ќе си ги прашате тие на кои што Затоа сте им што дале, не е дадено земјиште, ќе ве замолам, каде значи се не навлегувам во постават. збор, не навлегувам во збор, ќе ве замолам, значи да добиеме фер услови. 8 милиони денари треба да врати на општината. Судот пресудот така. Во однос на одобрение, да се издава одобрение. Ја тоа не го негирам, а се реализира и проекти. 4 години имавме претходен мандат каде што само се издава одобрение. Во овој мандат 4 години намаливме изградба на нови згради. Немаме сведок кој што кажал дека е исечено дрво за изградба на нова зграда. Тоа не постои во аеродром. И тоа е нов стандард кој што Немате го нови поставувам. дрва, значи зборевте парк од 100.000 метри квадратни. Може ли? Дејан, Ама кај е паркот? имаме реплики, затоа велам Окей. да не се упадна. Ајде. Многу нервозен колегата, Не претпоставам сум дека ќе нервозен, научи јас само да дебатира, претпоставам дека ќе научи да дебатира демократски онака како што сите дебатираме. Ајде да си ги искористиме Ќе ве замолам, минутите. Да. А вие демократски 30 години у државата владеете, видите да која дереđe сме дојдени. Ме прекинува постојано, претпоставувам дека целта им е да напаѓаат и да не понудат Имате уште ништо 30 секунди да конкретно довршите. и реално. Имаме Претпоставувам дека најобилна го програма спомна- за општина аеродром. Претпоставувам дека го спомна градоначалникот на Гази Баба, зашто во Гази Баба живее кандидатот и претпоставам дека таму му е поблиску да дебатира, ама тоа е него. Јас сакам Како може да излеземе бидам пред кандидат граѓаните. за градоначалник на аеродром да живеам во Гази Баба? Ама ве молам.
Да одиме на следната тема, ако не... Предпоставувам дека граѓаните се свесни, ќе ги прочитаат проектите и ќе одлучат она што е најдобро за нив, а верувам дека имаме најреална и најдобра понуда. Каде треба да се зголеми зеленилото, каде требаат нови паркови и како да се среди ѓубрето и да се подобри чистотата во аеродром? Најголем проблем во аеродром е чистотата и ѓубрето. И тоа го знаеме. Паркови има во аеродром, само не се одржуваат. Доволно е како општина се одржуваат тие паркови. Доволно е да се реновира таа водоводна мрежа во тие паркови. Ние имаме паркови во аеродром. Мислите дека нема паркови во аеродром? Само све е жолто. Општината не била никогаш по-жолта. Еве јас во аеродром живеам 44 години, општината по-жолта не била никогаш. И со тоа ќе се сложат сите граѓани кај што одиме. Паркови нови во аеродром, да, секако дека требаат. Ама ние како партија, примарно може да ветиме дека примарно ќе се зафатиме за реновирање на сите паркови, за зеленување на тие паркови, па потоа ќе даваме опција за градење на нови паркови. Да, факт е дека општина аеродром моментално е една голема депонија, како што и цело Скопје, не вика мене. Ама тоа препукување град Скопје, општина аеродром, други општини, град Скопје, не е преку глава. Некого што го донесоа за градоначелник на град Скопје, сега вешто се тргаат од него. И тука е главниот проблем лежи. Буквално значи тотално запуштување на општините и целосно префрлање на ингеренциите на град Скопје. Тоа е нашиот главен проблем. Значи ако вие не можете да го решите проблемот и да ги префрлате ингеренциите на град Скопје постојано со ѓубрето, тогаш тргнете со тоа случај. Така. Дали ќе случувате договори со фирми кои ќе доаѓаат да чистат екстра? Дали ќе го изголемувате бројот на сезонски работници? Знаеме дека е тешко се најде, не викам не. Ама ќе правите напор, така, ќе правите притисок на институциите. Не може да оставите све, да ги дигнете разлики да решите не, ова е надлежност на Даниела Арсовска. Даниела Арсовска е крива за ова. Па кој ја донесе Даниела Арсовска? Ние ја донесовме Даниела Арсовска. Ние ја гласавме Даниела Арсовска. Димитриев повели. Ајде вака, значи ако почнеме со чистотата, аеродром никад не бил попрљава општина, а нашата визија е сосема поинака од останатите партии, тоа е реорганизација на јавното комунално предпријатие во општина аеродром. Знаеме дека имаме комунално предпријатие кој што има само директори и секретарки и управни надзорни одбори, а сезонскиве работници им се со договор на дело и затоа општината ни е ваква. А сите пари за чистење на општината се испомпуваат преку јавни набавки на приватни фирми кои што не се ни појавуваат да чистат. Ја овде имам извадено колку пари општината има истрошено за чистење. Одражување на машини за чистење. Од 22 до 25 се овие податоци. Близу 200.000 евра, 183.408. Изнајмување на машини за чистење. 7.875 денари или 128.000 евра. Одражување на чешмички фонтани и системи за полевање на зеленило. 856.000 евра. Побогу, што чистите вие у 3 години? 1.000.000 евра за чешмички фонтани. Општината никад не запуштена. Одражување на пешачки патеки и јавни површини. 490.000 евра. Ништо не е исчистено. Одражување на хигиена на јавни површини. 680.000 евра, 987. Ова све ако го собереме за чистење државата за општината за 3 години има потрошено 3.1 милион евра. Проблемот е што наместо една од централните ингеренции кои што е на општината е да ја исчисти општината, они ги делат парите на приватни фирми 3 милиони евра за 3,5 години, а општината не е чиста. Што ќе направиме? Реорганизација на јавното комунално предпријатие. Формирање на тимови за секоја населба одделно. Секој тим ќе биде одговорен за својата населба, од острово Мичурин па све до Долно Лисиче. Ќе имаме неделен, месечен и годишен план кој што ќе е јавно достапен. Значи граѓаните ќе знаат каде се чисти и што се чисти. Ќе се чисти секој ден и доколку не се исчисти, ќе имаме лице кој што е одговорно зашто тоа не е исчистено. Само така ќе продолжиме напред, а не вака со испомпување на пари. Благодарам. Значи во делот на развивање на зеленилото и подобрување на чистотата сите сме согласни дека во Скопје во моментов главен проблем покрај загадувањето е комуналниот отпад кој што се
создава и мораме да го решаваме заедно со градот Скопје. Како граѓани ние секој месец плаќаме на градот Скопје за одржување на чистотата, за одржување на зеленилото во месечните сметки за вода и мораме да бараме одговорност и исполнување таа обврска за која што плаќаме. Молам да не се навлегува во зборот, сега има преминути. Благодарам на констатацијата, не само сега, изминатите години постојано чистиме. Пред избори. Не живеете во аеродром, затоа не сте го виделе. Изминатите години, 4 години постојано чистиме. Дневно повеќе од 10 тони отпад депонираме во депонијата Дрисла. Ке проложиме со ист интензитет, уште посилно во наредниот период. Ке ги зајакнеме инспекцијските служби, се со цел да не се создаваат диви депони на лице место. Ке се отвори дежурна линија за пријавување на диви депонии и формирање на тимови за интервентно чистење на диви депонии кои што се создаваат секојдневно, морам да кажам, и покрај тоа што денеска чистиме, повторно се создаваат од причина што комунална хигиена Скопје не го собира отпадот онака како што треба, се дозволува да останат преполни контейнерите, па мораме да ангажираме дополнителна механизација, за да може да празниме контейнери. Нешто што не е наша примарна надлежност, меѓутоа како општина не смееме да оставиме да бидат преполни тие контейнери, зашто граѓаните имаат потреба од место каде што ќе го одлагаат својот отпад. Покрај ова, значи, планираме развој и на зеленилото, развој на зелените површини. Веднаш првата одлука на Совет ќе биде да се задолжат сите оние кои што ќе инвестираат во изградба на нови објекти, било да се индустријски, стамбени, деломни, какви да се објекти, за секој 10 метри квадратни кои што ќе ги градат, да донираат најмалку еден садник. Ако некој гради објект од 1000 квадрати, да донира 100 садници на јавна површина кои што ќе бидат засадени и на тој начин ќе го обновуваме постоечкото зеленило, ќе развиваме паралелно ново. Михајловски, твоите 3 минути. Па ја ги слушам колеги мои и сакам да кажам дека тука свеста и на граѓаните има големо влијание врз нели хигиената и чистотата. Као исто како во нашиот дом што нели треба да се среди, така треба и секој пред својот двор да се среди. Не може да се дозволуваат граѓаните кревети, разни кавест отпад да го пласираат до контейнерот. Прво, не изгледа вкусно. Второ, комуналната хигиена што ги собира, не викам дека сега нели действува како што треба, ама што ги го собира отпадот од контейнерите, дека треба да го собира и капацитетот. Да, не го собира тоа. Не е нивна надležност, така. Значи ја тука доколку станам нели градоначалник, би формирал сервис во општина Аеродром 24/7, каде што граѓаните пред се едукација нивна ќе имаат по пат на информации, може да пријават во сервисот, да дојде сервисот да го подигне од дома капацитетот отпад, да не мора они сами да реагираат, да го стават секаде низ општина Аеродром. Не би рекол дека толку прљава општина, баш напротив, пошто јас се движам низ градов во текот на денот, би рекол дека една од најчистите општини. Функционирањето би го надополнил со тоа што еве би ги обновил некои паркови што се од пред 40-50 години, каде што да речеме бекатонот е нели веќе во одмината форма, би го заменил. Тука би додал уште игралиштата кои се, да речеме, не секајки запуштени, би ги обновил и би придонел за рекреација на населението. Димитриев има реплика. Да, за Дејан. Значи, он збори дека, еве, ќе направиме ова ново зеленило. Ајде да видиме што има направено ВМРО последните 4 години. 22 година, капитални расходи за паркови и зеленило, 161.147 денари. Значи, 2500 евра. 2023 0 денари Дејан. 2024 0 денари Дејан. 25 година имаат предвидено 8,4 милиони денари. Колку ќе направат реализација, ќе видиме. Не знам. А овде сакам да кажам и ние што ќе направиме за зголемување на зеленилото. Имаме проект на моменталната војна касарна, кој што е некаде околу 110.000 метри квадратни. Пола од таа земјиште ќе биде нов парк.
кој ќе биде опремен с урбана опрема, по другиот дел, не знам дали сега да го одговорим или делот за локален развој. Следува под тој дел. Околу ширењето на општината. Така има нови паркови, делот кој што е за кај Джевахир воената касарна, пола ќе биде со нов парк, а доколку дојдат истите, таму ќе никнат нови згради. Затоа аеродромци пазете за кого гласате. Котра? Да. Ајде. Значи мислам дека треба да биде реални во ветувањата и пред се искрени пред граѓаните да не ги лажем. Тоа дека ќе никнеле нови згради покажавме овие 4 години дека нашата цел и приоритет не е изградба на нови згради. Затоа што таму немате дуб, затоа нема нови згради. Али чекате да се донесе. Ќе ве замолам уште нешто. Или мислам дека треба да задржиме нивото и би замолил да ги добиам минутите за контрареплика. Значи, тоа дека ги лажеме граѓаните, ќе ги плашеме, не поминува како фраза, зашто се покажа во изминативе 4 години дека нашата цел не е изградба на нови згради. Нашата цел е изградба на инфраструктура. За жал тоа што во минатото се граделе нови згради, а не се градела пропратна инфраструктура, ние сега мораме да го поправиме. Во исто време во аеродром градиме 2 спортски сали, градиме основно училиште, градиме детска градинка. Реконструираме повеќе од 20 улици. Нашиот фокус е изградба на инфраструктура. Благодарам. Сега само уште ова, кога сме кај улициве, претпоставам сега наредно ќе збориме за тоа. Не, ајде. Ќе дојде време, сега ќе почнеме со делот ширење и развој на општината. Сакам да го почнеме овој круг. Колку згради предвидувате вие нови да се изградат, каде и на кој дел ќе се шири аеродром, со тоа и реконструкција на улици, канализациона и атмосферска канализација во едно да го направиме овој дел. Видете вака. Моментално знаеме дека има утек изградба на згради. Значи ние не може да прекинеме нешто што е веќе почнато. Може да таму каде што дадено дозвола да го разгледаме тоа, да видиме во која насока се движи. Мојот предлог и партиски и мој личен предлог беше доколку се даваат опции за градење на згради, тоа да бидат згради не поголеми од 2 спрата. Да нема згради 6, 7, 8, 10 спрата. Зашто го зборам ова? Има еден потек тука од булевар Србија во Лисиче, позади Лиса. Гледате таму има куќи што се по 2 до 3 спрата. Мислам дека се 2 спрата, да. Тоа се така убаво изгледаат. Прво со дворови, да, со дворови све. Тоа е тип на аеродром како го гледам во иднина, како треба да се развива. Потекот зборам од Ново Долно према Долно Личе веќе кај што имаме индустријска зона. Веќе ако почнеме да градиме во тој тип треба да го шириме, аеродром, значи да биде да привлекуваме фирми кои утре ќе вработуваат наши граѓани, ќе плаќаат придонеси, ќе сакам да кажам дека тие средства може да се искористат за економски развој на самата општина. Тука го гледам ширењето на аеродром. Не го гледам ја ширењето на аеродром во правење на нови згради. Да се разбереме. Ако дојдам јас како градоначалник, можам да ветам едно, дека повеќе катници нема веќе да се градат во општина аеродром. Како подпрашање мое ќе го постави на сите важи, има маркица од која што аеродромци најмногу се плашат, она што е спроти Ѓорѓија Пулевски во Зеленилото кај Зелените. Дали таму има зграда? Треба да разгледаме. Се сеќавате како беше и се сеќавате, да, тоа е веќе приватна парцела. Дали ќе се дозволи таму да има зграда? Значи ние ќе ги искористиме сите механизми да не дозволиме. Дали ќе треба да се плаќаат пенали и колку ќе бидат тие пенали, ќе го разгледаме. Ама ќе ги искористиме сите механизми за да не да занима зграда таму. Ако се сеќавате дека зградата кај исто беше кај мајчин дом кога се бунеа граѓаните, така? Да. Ако беше и под наш градоначалник. Сепак има тука луѓе што гласале за, а потоа излегуваа и протестираа против. Што е крајно лицемерно. Повелете. Овде има многу малку време за 2 минути да кажеме и за реконструкција на патишта. Можеме да одиме и за оваквата. Во однос на згради, со моменталните дупови, во општина Аеродром ќе бидат изградени наредните 4 години 0 згради. Ќе воведеме мораториум за градење на згради и ќе направиме ревизија на сите дупови во општината. Аеродром е претворена во спална соба на Скопје. Тоа е недозволиво. Во самата програма имаме и 2 капитални проекти као изградба на технолошки парк, кој што не само му е потребен на аеродром, туку и на град Скопје, а тоа е објект со деломна намена, каде што ќе бидат компаниите од
IT технологијата со стартап хаб и така натаму, но ќе збориме подоцна. Јас што сакам да кажам? Ајде да видиме како ВМРО ДПМН има правено криминал во општина Аеродром. Ова пред се зборам неколку проекти се кои што се доделени од унгарскиот кредит. Во 2024 во буџетот на општина Аеродром реконструкција на улицата Анастас Митрев се предвидени 4 милиони денари 371. Во предлог буџетот на 25-та ова бројка оди на 17 милиони 486, со толку и тендерирана, веќе е отидено на јавни набавки. Сервисни улици на Јане Сандански во 24-та буџетот предвидени 5 милиони денари, реализација 0. Во предлог буџетот за 25-та 21 милион 880, за на крај да биде тендерирана на 26 милиони 868 денари. Реконструкција на улици и тротоари населба Лисиче Баракиве. Предлог во завршната сметка од 24-та предвидени 7 милиони денари, реализација 0. Предлог буџетот 25-та 31 милион, тендерирана на 39 милиони денари. Милан Зечар 24-та 4 милиони денари планирале. Предлог буџет 25-та 16 милиони денари. Тендерирана на 20 милиони 351. Добро бе луѓе, што правиме за ова? Ке имаме уште еден крок, Митевски. Значи, буквално испомпување пари на граѓаните пута 5 од основниот проект. Повели. Предпоставам ќе имам право и на одговор на реплика. Би сакал да се задржам на она што предвидуваме во однос на теми ова, затоа можеме два изградба на инфраструктура и простор за ширење на аеродром. Прво ќе се вратам на прашањето кое што го поставивте на мојот против кандидат во однос на локацијата кај Ѓорѓе Пулевски. Од 2005 е таа приватна локација и до ден денес на таа локација има предвидено зеленило согласно урбанистички план. Ниту може да гради, ниту ќе може некој да гради во иднина. Согласно закон, зеленило не може да биде пренаменето во ниту една друга намена. Така што тоа зеленило како такво ќе остане зеленило и понатаму и за секојаш. Во однос на ширењето на аеродром веќе создадовме услови за развој на Долно Лисиче со тоа што во претходниот мандат донесовме урбанистички план за Долно Лисиче, каде што им овозможивме на граѓаните после децении за прв пат да можат легално да градат објекти кои што ќе бидат правилно димензионирани, кои што ќе бидат со пропратна инфраструктура и ќе можеме да го развиваме тој дел на Долно Лисиче, зашто искрено се радувам, зашто сметаме дека натаму треба да оди развојот на општина Аеродром. Дополнително на ова, значи, треба да го развиваме просторот кај Трета македонска бригада, од Средното училиште Димитар Влахов до крстот во Аеродром, десната страна на булевар Трета македонска бригада, и тоа е простор каде што треба во иднина да развиваме и со деловни објекти и со стамбени објекти. Таму имаме една населба каде што имаме луѓе кои што живеат во субстандардни услови, на кои што мораме да им овозможиме да живеат во подобри услови. Како општина покажавме и докажавме во изминатиот период дека централното општинско јадро, делот на Стар Аеродром, делот на Јане Сандански, делот на Ново Лисиче и на Реонски, нениот фокус за изградба на нови објекти. За прв пат во историјата на Македонија, како општина донесовме одлука каде што пренаменивме маркици од стамбени згради за изградба на зеленило, односно паркови. Тоа досега ниту една општина не го направила претходно. Благодарам. Само кај зеленилото, не знам али окей направиле. Ние ја како независен кандидат и мојата екипа, ја пред се исто би кажал дека општина Аеродром би требала да се развива од Долно Лисиче, нели накај не знам се индустријска зона што е на така, значи тој дел би го фатиле, сите услови би ги обезбедиле на граѓаниве за живот. Исто делот на Трета македонска бригада, исто кој што спомна кандидатот Дејан, исто тој дел треба да се урбанизира, пошто таму е мешавина магацини, куќи, зелена површина има многу слабо. Има нешто позади на сервисната улица до пругите. Тој дел сум поминал многу пати, пошто и таму има фамилиарно некои објекти, е тотално запустен. Би го обновиле и би овозможиле услови, нели, за и новиве луѓе што се населуваат во згради што се направени, да имаат барем едно пристојно, да се урбано да се уреди, барем да имаат клупа негде кај што можат да седнат да се одморат или да поседат. Исто парковиве
би ги опремиле додатно со фитнес на отворено. Да можат граѓаниве да урбано да си искористат можноста да се повежбаат и да поседат нели тука урбано во природа. Друго што би направиле во тој аспект би кажал дека би се задржал на делот кај што е паркот Авиончето. Натака исто според можностите, не знам како стои општина Аеродром со површина, би додал паркови зелениво многу. Предлагам се задржиме уште еден круг на Не, оваа тема. Сакам одговор за реконструкција на улиците од првиот повик од унгарскиот кредит. Зашто се планирани едни цени, а се тендерирани пута 5 од тие цени? Имаш. Ако дозволиш или контрреплика, Ајде. очигледно претпоставам дека сте економист, Знаете дека сум окей. очигледно не знаете да читате буџет, тоа сакам да ви кажам, како економист. Ајде, Во покажи ми буџетот- како Во се буџетот постојат развојни програми. Така И е. се предвидуваат средства во една, во втора, во трета година. Така. Средствата кои што се предвидени во буџетот за 24-та се средства кои што се неопходни, изнесуваат 20% од средствата за проектите за да може да бидат тендерирани. Тие се сите тендерирани во 24-та. Ако ги Не се отворите, тендерирани во ако ги 24-та, отворите- туку се тендерирани ако ги ова отворите, година. Повеќето ако се ги ова година отворите, тендерирани. ако ги отворите развојните програми, ќе ги видите Кои вредностите развојни на програми? вредностите на проектите. Очекував дека како економист имате малце повеќе познавање во однос на финансии и буџет, меѓутоа добро е имате можности и да научите да видите дека планирањето на буџетот се прави со повеќе годишни развојни програми. Ниту Имајќи имате предвид- прва фаза, ниту имајќи имате предвид- втора фаза како што имате кога ги Имајќи градите предвид- Иле, плаже ќе Кониски, дозволите- убаво имате Ќе кажано дозволите- прва фаза, втора фаза, Ќе а не да пасува. зборите некој не Иле. знае, туку пута 5 крајете пари, тоа е проблемот. Без уфрлање уште не со- замолувам. Слободно поднеси пријава до обвинителство, нека се истражи. Жал ми е што како кандидат за градоначелник не знае да чита буџет и не може да разграничи она што е предвидено со развојни програми. Благодарам. Збориме за милиони, милиони од денеска слушам. Напад милиони, правдање милиони. Вчера ни стигна порака да собираме родителите по 50 денари затоа што пералната во школото се расипала. А збориме за милиони. Унгарски кредит, ваков кредит, улици ќе правиме, зеленило ќе ставаме. 50 денари се бара од родителите да соберат за перална во школо. 21 век. И нормално после од кога се дигна буната, пералната беше обезбедена. Зашо збориме тука? За милионите? И биле овие милиони, еве, сме земале кредити, сега ќе градиме со овие милиони. Те кредити утре ќе враќаме сите ние, граѓаните, така? Ако јас земам кредит дома да реновирам, ќе изреновирам све, ама ќе го враќам јас, лично. Ако земете кредит у моје име и правите во општината нешто и во било која општини, кредит знаеме зашто се зима. Се зима кредит за да нешто биде доходовно, да го вратиме со нешто. Кредит со плошта што ќе вратиме? Може да, имам право на контрреплика. Ќе се вратам, значи, ова влада покажа дека парите ги насочува кон општините за правилен развој. Имавме мандат 7 години претходно, каде што беа исплаќани милиони евра на општини како Арачиново, како Струга, за одглавување. Беа субвенционирани и стимулирани оние кои што општини не работеа правилно, не наплаќаа данок, да бидат одглавувани од владата. За прв пат имаме можност сите општини да аплицираме со конкретни проекти и тие да ги реализираме. Така да не би се согласил со тоа дека не треба да се вложува во развој на инфраструктурата. Дали знаеме колку во општина Аеродром има километри или површина што е без атмосферска, без фекална канализација? Тоа ќе оставам прво да одговори градоначалник. Јас само имам малку за развојната програма на градоначалникот, морам да кажам, програмата изградба и реконструкција на локалните патишта. 22 година во буџетот се истрошени 357.742 денари, 5.000 евра. 23-та 706.001 денар, малку повеќе. 24-та 3.000.6 денари, 25-та 239 милиони, на тоа се пари од унгарскиот кредит.
Не може најголемата општина и сите други општини да се оставиме на ниво владата да ни дава пари за да направиме канализација, за да направиме мали улички кои што пута 5 после ги тендерираат. И уште нешто, кога сме кај унгарскиот кредит, земавте пари за мултимедијалниот центар. 100 милиона денара, 1,5 милиони евра колку е. Како вие ќе направите мултимедијален центар во Дупка, кажи ми, само тоа мене ме интересира, кај што има само еден излез. Сакате да ни се деси Кочани 2 во аеродром? Повелете. Да, очигледно не сте биле во Дупка и не сте го виделе просторот. Има излез за евакуација, излез, односно влез редовен кој што е, има предвидено и лифт поставување. Така што, согласно стандардите за безбедност, се запазени сите. Отидете, видете, ако треба заедно, ако сакаме, можеме и заедно да отидеме, ќе ви ги покажеме, ќе ги презентирам влезовите и излезите, можеме после во текот на утрешниот ден да отидеме заедно, ќе ви ги покажам влезовите и излезите и благодарам што го спомена, за прв пат аеродром ќе добие кино и театар. Никој досега не посветил внимание на такво нешто. Ке добие кино и театар затоа што Левица ние ќе направиме дом на Имаме култура. посебен дел, сега ќе стигнам, само да не си офрламе за културни манифестации. Зашто не збориме, овде збориме цело време што ќе направиме? Овде треба да ги представите ние ги вашите представуваме програмите. пред граѓаните. Ама луѓе, бе, чекајте малце. Абе имаме овде програма, овде гледам само нови програми, кај не е старата програма? Што е реализирано од старата програма? 3% е реализирано од старата програма. 3000 паркинг места. И сега пак со истите ќе бараме пак на, ма мислите дека стварно луѓе толку ќе ме подценим интелигенцијава? И ќе лезат и ќе гласаат. Тоа е нивно право. Они знаат што било ветено претходно, што е се реализирано. Еве, ги спомнате паркинг местата, патиштата, канализацијата, атмосферска и комунална. Кои се плановите за тој развој на општината? Вака. Нашата програма е реална програма. Уште кога ја правевме програмата, ветивме дека нема да биде тоа нереална програма, затоа што не ветивме 3000 паркинг места. Лудо е да видите 3000 паркинг места, да реализирате 100. И пак сега да ветувате 3000 паркинг места. Така, има начин да се прошират тие паркинзи, дали ќе се постават катни гаражи на едно ниво, како што има во Лисиче. Со тоа би се обезбедило поголем капацитет. Второ, дали ќе се обезбедат подземни паркинзи, што е скапа варијанта, но ако решава голем дел од прашањата на граѓаните, да, вреди да се размисли. И поставување на катни гаражи. Катни гаражи со јавно-приватно партнерство. Во Ново Лисиче зонско, освен кај Лиса? Апсолутно зонско. Голем дел од граѓаните кои ги прашате, да, се за зонско паркирање затоа што така кој ќе биде субвенционирано нормално од општината да биде ослободен од плаќање, така. Во ред, се слагам и за тоа. Значи тоа е дел од програмата која ќе го реши тој проблем со паркинзи, кој е горчлив во аеродром. Поготово јас живеам Јане Сандански позади Капитол. Таму ако немате гаража, значи немате каде да паркирате кола. Да, уште во времето на Златко Марин, на Петар Шилегов, тој дел од нашиот дел од оваа страна на булеварот Јане Сандански, значи се реновираат тие, се проширија тие паркинзи. Остана тој дел од позади Капитол. Позади Бисер, извинете. Да. Значи има опција за проширување на тие паркинг места со цел зголемување на капацитетот на паркирање. И тоа ќе го направиме. Повеле. Најавуваните 3000 паркинг места, да видиме колку општината има истрочено пари во последниот мандат. 21 0 денари. 22 38.232 денари, 600 евра. 23 0 денари од предвидени 1.400.000. 24 4.106 денари. За 25 416.000 денари. Ветувате 3000 паркинг места, имате истрошено нема ни 10.000 евра за паркинг место. Конечно ќе дојде решение на тој проблем. Значи нашиот план е најмногу паркинг место фали острово Мичурин, Стар аеродром и како фали паркинг место. Изградба во тој дел таму на подземни гаражи на неколку локации. Веќе имаме паркирано 2 локации. Кој ќе може да паркира таму? Ќе може да паркираат околните жителите кои што живеат во околните населби и ќе биде понудена опција самите жители да си го купат тоа паркинг место и ќе биде запишено во нивниот имотен лист.
затоа што општината ќе видиме прво со буџетот колку ќе може од тоа да дозволи да инвестира. Ќе понудиме опција дел од граѓаните да може да си ги купат тие паркинг места. Бидејќи со живеалиште следува и паркинг, за тоа прашувам. Апсолутно така. Тоа е еден дел, ќе имаме и катни гаражи на неколку места. За конечно, луѓе, дајте да го решиме проблемот со паркирање во аеродром. Нема да дозволиме и понатаму, кога ќе се гради нова зграда, нема да дозволиме продавање на стан без гаража. Затоа што со таквите политики не доведа до ова дереđe. Добро, Тевски Павели? Благодарам. Од 0 згради мораториум, па дојдавме до кога ќе се гради зграда. 0, ајде вака, мораториум. Ама не ми навлегувате, молам сега, ама не ми извртувај тези. Мораториум и ревизија на дуповите. Веќе станува како кавга ова видео, све молам те Или мораториум и ревидирање на дуповите, а после тоа пристапување кон одржлив развој на општината, да видиме каде може да се гради. Ајде, повели. Ќе замолам, значи не ми дозволи ни една реченица да почнам и да ја завршам. Културно слушам. Ја докажува нивото на култура кој што го имате. Конкретно, Иле. Замолам третиват. Те замолам. Ајде. Ако може другите двајца да се слушаме, претпоставам дека може да се воздржите. Значи, ново сообраќајно решение за Стар аеродром и Миче. Еднонасочни улици, веќе изработуваме иден проект каде што ќе имаме една лента за паркирање, велосипедска патека и еднонасочен сообраќај по веќе постоечката инфраструктура во делот на Стар аеродром и Мичери. Сите комплетно се работи ново идено решение кое што ќе го преточиме во сообраќајен проект и ќе возможиме инстант решение, односно најбрзо решение да искористиме постоечката инфраструктура за да можеме да создадеме и нови паркинзи и велосипедски патеки. Веќе во програмата на град Скопје, во нашата програма се предвидени монтажни паркинзи во делот на Ново Лисиче, во делот на Мичерин и во делот на Јане Сандански, мајќи предвид дека паркирањето го менаџира и управува во градот Скопје, е наплатено јавното предпријатие градски паркинг. Заедно со нив, во соработка со нив, ќе поставиме нови монтажни паркинзи, зонско паркирање во Ново Лисиче и во районски центар како едно од барањата на жителите во тој дел на општина Аеродром со цел решавање на недостигот на паркинг места. На тој начин ќе се ограничи во многу злоупотребата на слободниот паркинг. Имаме злоупотреба од страна на лица кои што не живеат во тој дел и најмногу го создаваат проблемот на жителите. И веќе разговаравме и со идниот граначник на Скопје, Орце Георгиевски, во однос на промена на начинот на паркирање, да можат жителите да добијат еднакви фер услови од цел дел на аеродром за паркирање во аеродром со одредени ограничувања. Тоа е во делот на паркирањето, нешто што ќе го работиме во наредниот период. За овие урбани проблеми, ја пред се, прво сакам да го решам проблемот што се наоѓа, тоа е улицата, би ја нарекол, не знам која конструирал, ја направил, но каде што е потенцијална, нели, каде што деца многу поминуваат, тоа е до школото Љубен Лапе. Новиот булевар што е? Новиот булевар. Значи, не може во иднина да се дозволи да сообраќајно решение да се донесува во аеродром на тој начин. И не знам како уште да имаше преписки нели од општина Аеродром град Скопје, не знам кој е надлежен за тоа, али тука пола граѓани што протестираа за депонијава би ги замолил да се префрлат пола на таа раскрстица тука. Тоа ни е приоритет за решавање. Па после идеме за паркирањето кое е нели најтешко во како што спомнаа кај од поликлиника Јана Сандански тука до железничка, тој дел до Мичурин. Тука најверојатно биделе со катни гаражи и каде што би било и исплатливо и каде што тука општината би дошла во јавно партнерство со одредени фирми кои се заинтересирани. Значи тоа бидело нели како што треба на тендер и тука за зонско паркирање мислам дека треба во цел аеродром да се воведе зонско паркирање. Зашто стварно е проблем паркингот и таму кај што има да речеме поголема површина, нема потреба ни од монтажни гаражи, ништо. Едноставно проширување на паркинг места
Тоа би било прилика. Да го фатиме бидејќи не гази полека времето, економскиот развој на Само на дополнување, ако дозволиш, во насока на ова што го Ајде. кажа. Се извинам многу кратко, значи има веќе одобрен сообраќајен проект за поставување на семафорна раскрсница дека Љуме Лапе, треба го постави градот Скопје. Само тоа Во дополнување. претходната програма таму имаше проект кај што треба да биде кружен тек. Да, на град Скопје. А сега За во да не се вашата сечат, програма, во за да не вашата се сечат, програма. за да не се сечат дрвата, се изработи ново сообраќајно решение. Така 30 години нова решение и развиеме ништа на општина крај. аеродром економски? Само нешто. Ајде. Како ќе ги убедите граѓаните повторно да гласаат за вас после ветените 3000 паркинг места? Нема да ги Не, убедат, само тоа, нема да само гласаат. Сакам одговор на ова прашање. Колку се направи од тие 3000? Нула. Значи 103. Во Или ги моментов спомнате неколку пати? 103. во моментов работиме, се изработи нов паркинг, се направи позади зградата на Мајчин дом, таа што немаше да ја градат, немаше дозвола да ја градат овие СДСМ. Кај што гласате вие се да се гради. направи, се направи нов паркинг на таа локација, се работат нови паркинзи во Мичурин, веќе имаме, го реконструираме комплетно паркингот кај Јане Сандански во овој период, односно делот позади Бисер, како што каже и колегата, беше реконструиран од едната страна, во моментов се работи на паркингот од спроти, така што развиваме во тој дел. Еве што кажуваат бројките, не само ова. 22-та 38.000 денари, 23-та 0 денари за паркинг, 24-та 4.000 денари, за 25-та 416.000 денари. Ги кажавте, да не се повторуваме да имаме и за другите теми. Во моментов правиме и нов паркинг за повеќе од 50 возила кај Владимир Комаров 36 или 38 мислам дека беше, а повторно ќе кажам, жал ми е што не може да ги читаат ниту буџетите, ниту програмите, ниту бројките. Тие проекти за паркинзи се вклопени во проектите со реконструкција на Се улици. прави тоа се во моментов. Кај бевме 4 години спиевме? 4 години спиевме, значи така. И сега ќе излеземе да побараме гласови од граѓаните. 4 години ги преспавме, во моментов се прави паркинг. 4 години немавме апсолутно никаква поддршка Од кого? од владата. Од кого? Што општина да треба да немаме има апсолутно никаква поддршка. Од владата град нема Скопје. Решивме да го намалиме градењето, изградбата на нови згради. За жал главниот извор на финансирање на општините, благодарение на поддршката што добивме од владата како општина, реализираме сериозни проекти. Само во моментот да ги ставиме сега и економскиот развој и културните манифестации. Само што да ќе бидат. додадам уште ова, пошто збори дека не знам да читам ја буџети, сите овие бројки, факти сега што ги зборам, ќе бидат објавени на мојот Facebook профил, така да граѓаните нека отворат и нека прочитат, па сами нека толкуваат. Еве не јас, граѓаните нека толкуваат. Ќе ви ги доставам и Не, ги имам сите, ќе ви ги имам доставам, сите, не Тогаш се ќе се секирате. потврдува дека не знаете да ги прочитате. Тоа секој може во општината да влезе. да ги види. Да, повелете. Секоја општина треба да се насочи на културни манифестации и на развој на општина. Факт е дека треба да субвенционираме повеќе културни манифестации од типот зашто? Затоа што прво имаме дружење на народот, дружење на граѓаните, излегување од своите домови, посета на тие места, затоа што ние сведоци сме дека оваа година беше најслабо организирано она месечина, гола месечина. Помина како да не била таму. Сакам да кажам дека тие културни манифестации, значи факт е дека мора да се одвиваат на ниво на нашата општина. Зашто? Затоа што треба да бидат културни манифестации за млади, културни манифестации што ќе покрие цела општина, затоа што мора да ја поттикнеме, значи младината во нашата општина да се дружи. Мора да ја поттикнеме младината да излегува, да се дружи, да не седи заробена дома на телефони, на културните манифестации. И реално видите, секој град има културна манифестација. Дали имала Кавадарци, Тигревшки Гроздобер, дали имала, тоа се манифестација од кои живее градот. А во тој аспект планираме исто да го спроведеме општина народом, при што и предприемачите во општина народом ќе имаат бенефит од тоа, а следствено на тоа и граѓаните ќе имаат што да им се понуди. Тука го гледам тој аспект во развој на културни манифестации. Околу економскиот, нека биде воедно. Економскиот го зборевме. Со развивање на таа индустријска зона, така ќе потикнеме и развојот на економскиот развој на самата општина. И тука ќе дадеме фокус. Добро, повели. 3 проекти кои што ќе го развиеме економскиот развој и културата во Го општина. напоминавте на почетокот, можете во детали да ни општина, во дадете. општина Аеродром. Прв проект кој што ќе биде направен е аеродромска чаршија. Тој ќе биде проект 60 до 80 унифицирани комерцијални објекти за малите бизниси и културни работници во аеродром. Од занаечи до галерија и така натаму. Посебен објект. Да, 60 до 80 помали
комерцијални објекти од 15 до 40 квадрати. Да, тоа ќе биде уредено со една урбана опрема, со плоштадче, со угостителски објекти и така натаму. Значи, каде го предвидувате сада? Позади 3 бисери до руската црква. И како тој дел таму ќе го заживееме во општина Аеродром, пошто тоа е потек некаде на 30.000 луѓе кои што име пешачка Тоа зона. зборите за нешто како новоградба. Нова градба, буквално Да видиме Тоа е прецизно на тоа прашувам. нова градба. Позади На зеленилото? до руската. На зеленилото? Да, на тоа таму. Тоа е едниот проект. Имаме уште изградба на технолошки парк. Морам да ги да време изградба на технолошки парк позади ФФМ. Значи нема да дозволиме градење стамбен простор во општина Аеродром, но ќе дозволиме комерцијални објекти. Тоа ќе биде новиот хаб во општина Аеродром и во град Скопје. Во прилог на тој хаб ќе имаме градинка, супермаркет, новото пазарче во Ново Лисиче исто во тој дел таму ќе биде направено и ќе имаме кафиче и така натаму. И ќе направиме нов прилив за општината како делот кој што ќе биде супермаркетот, кафичеви и други ќе бидат давани под закуп на Интенски повели и ти со твоите 2 минути. И дом на култура, се извинувам. Дом на култура. Културата ќе биде во следниот. Во однос на културата прво треба да создадеме услови каде да презентираме, односно да имаме култура. Затоа и го проектиравме веќе тендериран и наскоро почнуваме со изведба на првиот дом на култура, мултифункционален центар, кинотеатар, како и да го кажеме, со простор за изложби, да, на повеќе од 1500 квадрати, капацитет повеќе од 250 седишта, нешто што Аеродром за жал до сега го немаше, кон таа насока треба да се насочиме. Паралелно на тоа ги поддржувавме и во минатата, ќе ги поддржуваме и во еднината и сите помали фестивали, сите оние кои што организираат настани кои што значат придонес во културата. Фестивали како што се организирани од фолклорни друштва, фестивали кои што се организирани од ентузијасти, можам да кажам, и се надам ќе се согласите дека имавме еден преубав фестивал Аеро Стрит Фуд Фест, каде што имаше одлична организација и огромна посетеност, нешто што за прв пат го презентиравме, го организиравме во општина Аеродром. Зимски фестивали каде што во текот на зимата ќе можеме да им понудиме понуда, програма од најмладите до највозрастните и на тој начин ќе развиваме култура. Повели? Хеловски. Ја тука пред себе рекол дека би тргнало од најмладите. Би молеснал многу работата на родителите нивни, пошто Аеродром ја сматрам за општина каде што живее млада популација доста. За сите деца во градинките би ги напонил со книги. Дали тоа ќе биде со општествено одговорни фирми или донации разни во соработка со нив, или општината тука ќе помага. Каде што децата уште од мали ќе сакаат да ќе засакаат книгата и каде што мислам дека понатака во животот многу ќе им допринесе во текот на нивниот развој. Тука би го додал исто Аеродром има одлични локации за разни ликовни колони, разни надпревари, математика, физика, хемија, нели, стручни предмети, платоа разни, бисер, Капитол, 3 бисери, ништо не би градел, освен еден, да речеме, дом на културата, каде што во зимскиот период би се одржувале разни настани. Никако не смееме да ги заборавиме училиштата, реновирање, изградба на ново основно, дали ќе може да очекуваме средно училиште и градинки. Вака, значи, дојдовме на тема исто горчива што е, реално и во нашата програма имаме ветени 2 градинки. Неколку стотини деца чекаат на ред за чекаат околу 600 деца за запишување во градинки, што за една општина е недозволиво. Тоа е една цела? Недозволиво. Тоа е не е една цела, тоа е пола од една градинка, да речеме. Пола градинка е тоа. 2 градинки може да соберат 600 деца, да речеме, како ќе ги спроектирате. Збориме дека во нашата програма имаме дадено опција за ветена програма 2 градинки. Едната да биде во
населба Мичурин да биде во районски центар во Лисиче. Зашто го зборам ова? Затоа што знаеме дека е горчлив дел, можам да кажам дека нешто такво било и направено во нашиот мандат, кој бил единствен 4 годишен мандат од сите мандати до сега што ги имале граначалници на ВМРО во општината, биле направени 2 градинки и основна школа. Средно школо, да, факт е дека општина Аеродром има потреба од средно школо. Зашто? Затоа што има околу 100.000 жители. Значи, и за тоа имаме план, ама тоа знаете дека треба да се прави во соработка и со град Скопје и со владата. Бидејќи кај нас све се гледа од партиски аспект и така највеќе трпат граѓаните, ја апелирам, а и ќе се борам да ги закопаме тие секири еднаш во интерес на граѓаните. Зашто го зборам ова? Затоа што сите наши препукувања се натовар на граѓаните. Ја можам да ветам дека тие 2 градинки што се ветени кај нас во програмата ќе бидат и реализирани со цел да се намали притисокот на децата за упис во градинки. Нема да ветиме 4, 5, 10 градинки, а да не направиме ни една. И со тоа повторно идеме да бараме поддршка. Добро, повелете. Ја овде можам да кажам, еве да ги закупаме секирите, тоа е наративот кој што го тера 30 години ВМРО и СДС. Затоа и мислам дека и ова коалиција и левица не е не е дозволено рекламирање на медиумите. Од аспект на градинки, ќе направиме 2 нови градинки. Едната градинка ќе биде во Скоп на тој технолошки парк кај ФФМ, другата градинка ќе биде позади Джевахир. Пошто и тој дел како таму му е потребна нова градинка. Сакам само да се надоврзам со културата, затоа што тој не е проектот за воената касарна. Воената касарна, пола од земјиштето, околу 50.000 квадрати ќе биде парк, а другите 50.000 квадрати ќе има нова општинска зграда, изградба на дом на култура со 300 до 500 седишта, каде што ќе има и читална и библиотека, помали сали за конференција и дебати и нова природно-математичка гимназија, секако со, како што кажа и Александар, со град Скопје. Добро. Повелите. Благодарам. Значи во нас на училиштата и градинките веќе го доградуваме Основно училиште Блаже Коневски, 16 нови училници, а наскоро ќе започнеме и втора фаза од Блаже Коневски со изградба на уште толку училници и нова спортска сала, така што делот на Мичурин и Стари аеродром, односно притисокот кој што го имавме за потреба нови училници, ќе го решиме. Оваа фаза ќе биде првата фаза готова до јануари, така што второто полугодие веќе ќе можат да учат учениците дополнително. Веќе имаме склучен договор за доградба на основното училиште Гоце Делчев со 3 нови училници и нови услови Иле. Нашата влада се. Нека одговори, ако треба за реплика ќе побарате, нормално сега. Цела емисија се уфарма. За 3 нови училници, каде што ќе го зголемиме капацитетот и ќе воведуваме полеки услови за една смена, адаптирање на училници во основното училиште Александар Македонски, што малце не треба за воведување едносменска настава, и доградба на основното училиште Љубен Лапе, нешто што е неопходно да го направиме во наредниот период и на тој начин ќе создадеме добри услови за учениците. Во однос на градинките, веќе правиме доградба с големен капацитет за 200 дечиња на градинка Изврче. Ја пуштивме градинка Црвенкапа, беше почната во претходниот мандат, се заврши во мандатот на Муцунски, заедно со министерката од претходната влада, како беше Тренчевска, ја пуштија во употреба таа градинка. Веќе имаме склучен договор со Министерството за социјална политика за изградба на нова градинка на место на најстарата градинка во аеродром, Челка 1 во населба Лисиче, ќе го зголемиме капацитетот таму од 200 на 400 деца и со пуштање на градинката на Изврче ние ќе обезбедиме веднаш капацитет за нови 400 дечиња. Листите на чекање се околу 400 дечиња согласно последните информации кои што ги имам, така што на тој начин ќе овозможиме да имаме 0 листи на чекање. Дополнително не би предвидел, односно немаме предвидено изградба на големи градинки во програмата, туку таргетирани по населени места помали градинки со помал капацитет како што е Долно Лисиче, Мичурин. Повелите ќе видел дека да се за реплика. Да, исто ние во програмата моја имам изградба на градинки. Тука пред себе кажал дека ја бидел со јавно приватно партнерство за приватни градинки во општина Аеродром. Добро. Значи, мора во исто време да се развива и бизнисот и економијата во општина Аеродром. Не можеме ние да
сега да чекаме општината све да ни изгради, градот све да ни донесе. Значи мора да работиме и на економски развој на општината. Со тоа што Меѓутоа тоа ќе ги чини граѓаните. Дополнително. За приватни приватните. градинки, за јавно приватно Да покрие Во кој дел поглед општината. во ред ќе покрие дел општината, ама ќе имаме повеќе градинки. Значи ќе им го лесниме Да, животот. државната 1500, Значи ќе има избор. 15.000 е Значи во ќе има избор граѓаните. Сакаат во приватна градинка, сакаат во државна градинка. Добро, тоа е Значи, ваше мислење, само да. сакам да направам паралела колку чини во ред, едно дете да, во приватно. да, не е спорно дека ќе чини тоа. За средни училишта, ја не би менјал многу. Во аеродром има, мислам, 3 средни училишта. Или 4, не знам колку. Ја би ги трансформирал тие средни училишта. Во други насоки, во правци, во кои би учеле учениците, пред се би го слушнал гласот на жителите на аеродром, во која насока би ги пуштиле своите деца за да учат понатака во животот, да напредуваат. Во тоа би барал од министерствава, пошто ние не сигурно, јас како менаџер на општината нема да идам да им кажам сега ќе учите, значи во соработка со министерствава би барал трансформација на средните училишта, на доградба нивна, средување нивно. Добро. Репликата? Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ВМРО ветуваше 4 нови градинки. Еве и самиот градоначелник кажа, има изградено 0. Едната градинка е пуштена од времето на Марин. Значи, до таму сме дојдени иле 8 години да градиме градинка. Со ВМРО и СДС 30 години уназад. До таму сме дојдени. Две градинки имавме изградено ние за мандатот 4 години, па се пофали некој тоа дека го направи. Доградба има направено на Изворче и пчелка еден е подпишана пред некој ден. Така е? Во избори ќе подпишеме са нова градинка. Значи, доста ги лажете луѓето. Тоа може само да го направи нова политичка сила, представена од левица. Само што ми сугерира од режета дека не истече времето, ќе мораме ќе ви дадам во 30 секунди да не го заборавиме МЗТ гордоста на аеродром, на аеродромци. По 30 секунди имате четворицата, чисто плановите за следните 4 години. А видете, факт е дека МЗТ е гордост на аеродром. Можам само да јас сум разочаран затоа што во владењето на оваа локална самоуправа е укинат МЗТ2, тим што вадеше таленти и после тоа овде се трансформира во првиот тим. Нешто што е круцијално, мислам, за еден тим да не купува само странци, да троши пари на странци. Мора да работи на создавање на млад кадар. Тоа е примарно што ја би го направил. Создавање на млад кадар, инвестирање во база каде што ќе растат млади кошаркари и ќе после ќе ги користиме во првиот тим. Тука ќе се фокусирам, а не во скапи проекти и носење на странци скапи. Видовме дека тоа нема ништо. Само трошење пари и фрлање во бунар. Повели. Во однос на МЗТ, поддршката на МЗТ со години се намалува од општината и овде можам да кажам ВМРО ветуваше дека младинската школа на МЗТ ќе биде вклучена во Европската младинска лига за баскет. Тоа не е направено. А за да се направи тоа потребно е само да се плати котизација од 1200 до 1500 евра. Дури и тоа не го прават и секако да си ги подмират трошоците каде што кидат децата да играат. Една од програмите, една од мерките кои што ќе направиме во однос на МЗТ има само 200 деца во моментот младинската школа и плаќаат членарина од 1500. Ќе окинеме членарината за младите деца и ќе повикаме на масовност на вежбање кошарка у аеродром. Митевски повели. Да, благодарам. Беше подолг период не функционираше младинската школа и веќе од минатата година ја рестартиравме младинската школа на МЗТ. Паралелно работиме за стабилно финансирање на клубот со поддршка на општината и морам да кажам рекорден број на спонзори и тоа не прави апсолутни трикратни шампиони веќе 4-та година поред. Во натамошниот период ќе идеме на развој на нови таленти преку младинската школа. Морам да кажам дека МЗТ2 не беше ниту формиран, ниту укинат од страна на општината. Тоа е клуб кој што беше паралелен на МЗТ, меѓутоа не беше ниту формиран, ниту укинат од општината. Затоа ќе развиваме младинската школа за да вадиме таленти, која што беше долги години укината и веќе ја рестартираме. Михайловски. Ја сум и фамилиарно врзан за овој клуб. Еден од основачите сум на навијачите на МЗТ.
мојот браточет играше во МЗТ во 87 година, 88, кога МЗТ ги достигна најголемите успеси. Каде што играше со врвни, тука би го спомнал Реал Мадрид, да не во интерес на времево, би ги поддржал сите активности што е за доброто на МЗТ, младината и би го сепак би го задржал тој тим што се збори за понатамошен развој на деца. Јас ви благодарам што бевте дел од Студио 10 и оваа дебата за кандидати за градоначалници. 98% од темите за кои што договаравме ги опфативме. Се чини оние кои што ги засегаат граѓаните. На сите ви посакувам успехи, фер трка за градоначалничкото место. Благодарам на вас и посакам на кандидатот од Ливица малце посмирено да настапува понатаму. Добро. Почитувани, ова беше дебатата за кандидат за градоначалник на општина Аеродром. Останете со програмата на телевизија 24, продолжуваме со Студио 10.